За жал, научната фела е често вклучена во вакви физибилити студии, укажува на биолошката вредност на одреден простор. Меѓутоа, ретко се случува да поради фактите изложени во таквите извештаи, да инвеститорот или проектантот го напушти зацртаниот проект. За жал, ние сме сведоци да во последно време и покрај тоа што е укажувано, особено во последниот период, кога сме во недостаток на енергетски ресурси, особено кога се напушта веќе употребата на фосилните горива, како што се јагленот. То се на некој начин и европски препораки, но тој со што би се избегнало и загадувањето, ние преминуваме кон извори на обновливи енергии. И во тој поглед, во последно време, забележувате целата територија на Македонија буквално е препокриена со фотоволтаици. И тие никнуваат на места кои што имаат репрезентативна биолошка вредност и покрај укажувањето. Таков е случај, например, во Овче поле. Се никна огромни површини под фотоволтаици, на површини на кои што се развива уникатна халофитска вегетација. За тоа беше укажувано и институционално, и како научна фела, и како невладини организации. Меѓутоа, секогаш тие кои што ја даваат одлуката сметат дека се во право и на некој начин тие одат забелешки нереспектирани, непочитувани. И понекогаш човек се прашува дали со самото учество во изработката на различни извештаи, различни студии кои се однесуваат на такви простори, дали вреди да учествува или не. Но, тргнувам од тоа да сепак, веројатно, работите со тек на време ќе се променат. Тоа е кога веќе правите вие на некој начин крупни реформски зафати, кога се соочувате со недостатоци од битни енергенти. Така да, веројатно, потребата од електрична енергија за некои од тие носители на политики е позначајна отколку некој ендемично растение кој што се развива во клисурата на одредена река или на некој простор со халофитска вегетација или на некоја планина и слично.